Почитувани представници на медиумите, денес заедно со председателот на ВМРО ДПМН професор Христијан Мицкоски сме на увид на градежните активности овде во село Таринци. Се работи за голем капитален проект кој што го работиме. Проектот е реконструкција и доградба на подрачното училиште овде во Таринци. Училиште кое што беше ветено од моја страна во програмата, но и проект кој што го бара и жителите овдека како приоритет за решавање на долгогодишниот проблем кој што старото училиште беше постаро од 5-6 децении и го памтиме како едно руинирано и со несоодветни услови. Се работи за голем капитален проект кој што е со вредност од 15 милиони денари. Исклучително сум задоволен затоа што една мала општина како Карбинци успеа да започне да реализира ваков голем капитален проект, кој што пак ќе кажеме е од суштинско значење за населението овдека, така да ние продолжуваме да работиме посветено, продолжуваме да реализираме капитални проекти на барање на жителите, се со цел да го подобриме, да ги подобриме условите за живот, да го подобриме квалитетот на животот на жителите од општина Карбинци. Само ќе споменам неколку детали во врска со актуелните активности. Работиме паралелно со ова, работиме на неколку нови проекти, се работи на изградба на еден нов резервоар за вода за пиење овде во село Таринци, кој што ќе обслужува повеќе населени места, поточно 3 населени места од општина Карбинци. Работиме паралелно на ова на 3 спортски терени, односно едно спортско игралиште и 2 помали детски игралишта кои што се предмет на целосна реконструкција и обнова. Во изминатиот период реализиравме неколку нови улици во делот на патната инфраструктура, кои што значително исто така беа важни за нас. Периодов кој што ќе следи, ќе продолжиме да работиме посветено, не очекуваат многу проекти, како што најавив и претходно, ќе не очекува едно жешко лето кога е во прашање оваа градежна офанзива. Така, градоначалник, пред извесен период стартувавте со доградба на градинката. Сега имате ново училиште. Значи ли тоа дека општината се подмладува или го носи истото бреме како останатите помали општини каде што младите се иселуваат? Знаете, иднината мора да ја планираме пред се, почнувајќи од изградба, реконструкција и обезбедувајќи соодветни услови во училиштата, градинките, пред се и во делот на инфраструктурата. Така можеме да ја планираме иднината и да ги задржиме младите, да им понудиме услови како што доликува во едно модерно време во 21. век. Така да, ние продолжуваме понатаму. Детската градинка Кукичиња за кратко време ќе започне да се доградува. Обезбедивме финансии, обезбедивме проект со кој што ќе ја прошириме за плюс 50 дечиња со нов капацитет. Така да, еве, условите за година дена на вистина се поинакви, се подобруваат, работиме тековно посветено, се со цел тие услови да ги почувствуваат граѓаните, да можат да видат дека се работи и дека едноставно ние како функционери се грижиме за населението и за идните генерации.